Јавно предпријатие до сега во последни 3 години на сите квартални, тромесечни и на годишни извештаи работи со позитива. Значи, имавме позитива од 6 милиони минатата година. Ова година сигурно дека ќе имаме позитива. Завршната сметка, изготвување на завршна сметка е во тек и се надевам и сигурен сум, бидејќи сите 3 квартални извештаи покажаа позитива, дека и годишниот финансиски извештај ќе биде позитивен. Значи ова задоцнување не е само за еден месец? Не, видете, не се работи за никакво задоцнување. Секоја наредна плата, односно тековна плата изработена, се дава во наредниот месец. Значи, според закон за исплата на плати и според позитивните законски прописи околу исплата на личните доходи, Јавно предпријатие Чистота и Зеленило во 12 месеци има исплатено 12 плати. Значи, сега ја изготвуваме да исплатиме јануарска плата, што е во тековно работење, значи немаме каснење со плати и не знам од каде се тие дезинформации околу сите овие работи и наводи кои беа кажани од страна на господинот Мирослав Стојановски, кандидат за советник на 10-то место од листа на ВМРО ДПМН. Ние во оперативниот дел имаме околу 200 вработени. Со тоа што уште еднаш ќе кажам, работните задачи се извршуваат редовно и сведоци сте дека камионите се излезени, сведоци сте дека сите вработени се на своите работни места и во согласност со динамичен план за изнесување на смет работат и во согласност со план за метење на јавно-прометни површини и одржување на зеленоцветните површини. Значи, се работи за некоја дезинформација и лага и се работи за политиканство од страна на господин Мирослав Стојановски. Да, граѓаните за останат долг сте им возможили и одложено плаќање. Колку давате ова резултат? Да, видите, на последен управен одбор беше донесена одлука од страна на Јавно предпријатие Чистота и Зеленило дека сите оние социјални случаи, сите луѓе кои не се во можност да го исплатат за останатиот долг, да направат договор на повеќе месечни рати. Значи, од 12 до 24 месечни рати, со тоа што во зависност од висината на долгот ќе биде исплата на ратите. Ова го возможивме се со една цел, бидејќи сме сведоци дека социјалната карта на граѓаните на град Куманово е лоша и дека со тоа што сака да го платат долгот, бидејќи се оневозможени затоа што не им стигаат средствата финансиски, направивме уште еден потек во интерес на граѓаните на град Куманово како би можеле да го исплатат за останатиот долг. Дали тоа се однесува на оние кои што веќе користат субвенција? Не. Ние не можеме да правиме разлика помеѓу граѓаните. Значи, сите оние кои ја добиваат сметката како комунална сметка за изнесен смет од страна на Јавно предпријатие Чистота и Зеленило, се должни да си ја платат. Значи, се работи за сите граѓани на општина Куманово, на ниво на град Куманово.